Од спортскиот центар Борис Трајковски информира дека пливачкиот базен Карпош ќе започне со работа од 19.8, односно пливачките клубови и рекреативците ќе можат непречено да ги користат услугите. Завршени се поголемиот дел интервенции низ целиот објект и во моментот се спроведуваат последните подготовки за пуштање во употреба на истиот. Авионска дезинсекција против возрастни форми на комарци на подрачјето на град Скопје ќе се реализира и на 17.8 во раните утрински часови. На веб страницата на град Скопје беше соопштено дека дезинсекцијата ќе се врши на 16 и 17.8. Од град Скопје ги советуваат пчеларите навремено да преземат мерки за заштита на пчелите. Општина Бутел ќе добие ултрамодерна поликлиника. Ваквата вест ја објави градоначалникот Дарко Костовски на социјалните мрежи. Новата поликлиника ќе има површина од 3000 метри квадратни, ќе биде изградена на 2 ката и ќе има подземен паркинг. На дворешниот дел ќе се обезбеди дополнителен паркинг простор, како и партерно и хортикултурно редување. Градоначалникот додаде дека на граѓаните на општина Бутел ќе им се овозможи широк спектар на здравствени услуги, со што повеќе не ќе мора да патуваат по 20 на километри за да ги задоволат своите здравствени потреби. Постари лица се жртви на измами кои се случуваат веќе одреден период во Скопје. Од СВР Скопје 87 годишна жена од Скопје пријавила дека била измамена од едно лице за сума од околу 280.000 денари. Според пријавеното, лицето е контактирало телефонски и кажало дека нејзината ќерка предизвикала сообраќајна несреќа со смртни последици, дека е потребно да плати за да биде ослободена. Како што е пријавено, таа ги подигнала парите од банка и од тераса му го фрлила пликото со пари. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни. Вечно ќе ја